Се надевам дека нешто ќе се поправи, мада малку сум скептичен. Не е тоа само во Струмица да постават човек кој нема врска. Во Струмица веќе имаше еден, ако памтите, кој јас гостував тамо, имаше еден залутан во театарот, ама он имал членска книжка број 1. Сум заборавил како се викаше. Важни ли се партиските кадри? Ма какви партиски? Може ли еден менаџер од областа на образованието со физкултурно образование да менаџира врвна институција од културата? Тоа не може, он нека трчи до Дабиле и назад, тоа нема врска он тука. Треба од нашата бранжа, треба имаме организатори, треба економист, способен менаџер да е менаџер работа. Не може затоа што бил мој, твој или некој, дај да го сместиме. Такви лутања партиите не знаат потрчковците кај да си ги сместат. Престанете со тие, заменете ги со повредни луѓе. Затоа што не се дише повеќе од партиските мизерии и жабокрачуни. Затоа што, за да ги користиш општествените згради, створени од и за заедницата, затвореш тој креации, мора да платиш данок на душа пред олтарот на партијата. Доста е! Доста е! Доста е! Доста е! Доста е! Доста е! До партизација! Сега! До партизација! Сега! До партизација! Сега! Можда впечатлив и значаен момент во документот е ставот дека е неопходно ослободување од затвореноста, нестручноста и непрофесионалноста, од бирократијата и клиентелизмот, од манипулацијата и нетранспарентноста. Раз, два, три! 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 Сите ние, уметници и културни работници, кои сме излезени на овој протестен марш, имаме силна волја да помогнеме во почитувањето на вашите и наши принципи, наведени во националната стратегија, и до вас како носители на политички одлуки имаме 5 барања. Бараме разрешување или оставка на ново именуваниот директор на НУЦК Антон Панов Струмица, поставување на ВД директор од редот на носителите на дејност и распишување на нов конкурс за избор на директор најдоцна во рок од 6 месеци согласно Законот на култура. Бараме за назначување на директор да одлучува комисија која нема да биде составена само од членови кои доаѓаат од редот на вработените во Министерството за култура. Туку во неа да учествуваат и надворешни, истакнати стручни лица со сериозен кредибилитет од дејноста за која се распишува конкурсот за раководното место. Изборот да се врши транспарентно, со видео и аудио снимка на интервјуата од кандидатите, нивно јавно презентирање, како и јавно објавување на програмите за работа на кандидатите. Бараме вештачење и јавна проверка на приложените документи за докажано работно искуство во областа на културата и конкретната дејност на сите актуелни и итни кандидати за раководните позиции во институциите од културата. Дали кога Брехт напишал дека работите не можат да останат такви какви што се, токму затоа што се такви какви што се, мислел и на нас, денес и овде. Веројатно, зашто нашите работи во културата, не само сега и не само тука, навистина веќе не можат да останат такви какви што се, токму заради тоа што се вакви какви што се. И тоа сите го знаеме. И токму затоа мора да ги менуваме и тоа веднаш. Инаку, не само ние овде тука, ни македонската култура нема да има иднина. Мораме да почнеме да се однесуваме поинаку кон културата. Таа не е и не може да биде ничија својина. Уште помалку може да биде својина на Министерството за култура. Таа, културата, ќе биде наше минато и иднина, ќе биде наша и надеж на нашите деца. Само тогаш кога кон неа ќе почнеме да се однесуваме со почит
како и кон сите творци и културни работници, без оглед на нивната партиска или етничка, верска и родова припадност. Празна култура! Празна култура! Празна култура! Празна култура! Доста е! 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 Функцијата директор ја востановија како примарна, зашто од неа зависи севкупниот развој на театарот. Од тука, личноста која ќе исполнува таа задача, обврзно мора да располага со знаење и познавања од повеќе уметнички области, за да може успешно да го менаџира сложениот процес во кој мртвиот текст оживува во представа. Таа функција не може да ја извршува личност која не е едуцирана во областа на литературата пошироко и посебно во сферата на драматургијата и театарот. Ајде да ја убедиме јавноста, која со огромно внимание ја следи драмата меѓу Министерството за култура и Струмичкиот театар, дека актерите не бераат од вас ништо за себе, туку за оние за кои постојат, за публиката. Што направивме и што треба да направиме за напред, ке не праша големиот Крсто Петков Мисирков во неговата бесценета книга за македонските работи. Да правиме недопустиви грешки и да ја избркаме публиката од театарот, да се преквалификуваме во службеници ние актерите, да ги блокираме вратите на театарот, да му ставиме катанец, клуч, да ги извадиме на улица кулисите, костимите од театарските фундуси, да наредиме клада на која ќе ги гориме заедно со книгите, драмите, комедиите, поезијата, сликите, да ја издвоиме маската што се смее и да ја ставиме само она што рони солзи. Како да се разбереме со публиката ако не се разбираме со вас? Оставка! 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 Бараме разрешување или оставка на ново именуваниот директор на НУЦК Антон Панов Струмица. Поставување подхитно нов ВД директор од редот на носителите на дејност и распишување на нов конкурс со најкус може рок од 6 месеци. Сакаме да ви дадеме до знаење дека сите овие луѓе што застана овде размислуваат со своја глава. Тие сите се чинители во културата во Македонија. Не можете да бидете глуви и слепи, да не слушате и да не гледате. Направивте гаф, направивте грешка, сменете го физкултурецот од државната институција за култура во Струмица. Врата на вашето министерство за празна култура. Празна култура! Празна култура!